дигитални лични документи во мобилните телефони. Долгорочни резултати со оперативниот план за вработување 2025. Ердоган сака средба на Путин и Зеленски. Гейтс објави кому ќе го даде поголемиот дел од своето богатство. Јоргоованот е најмирисното пролетно цвеќе. Првиот град национален парк во ЕУ. Граѓаните наскоро ќе можат да ги носат своите лични документи, лична карта и возачка дозвола, во дигитален облик преку нова мобилна апликација што ја развива Министерството за дигитална трансформација. Министерот Стефан Андоновски најави дека апликацијата ќе функционира како дигитален паричник, сличен на Google Wallet или Apple Wallet, овозможувајќи електронска легитимација и пристап до јавни услуги. Во втората фаза од проектот ќе се воведе дигитален потпис и целосна биометриска верификација. Проектот се реализира во партнерство со Украина и програмата Дигитална Европа, со грант од над 1 милион евра. Планираниот старт беше јануари 2025, но поради административни процедури во ЕУ, почетокот е презакажан за јуни. Тест-верзијата на апликацијата ќе биде промовирана на дигиталниот самит во Скопје на 1 и 2 октомври, каде што првите корисници ќе можат да ја симнат и испробаат. Во првата фаза апликацијата ќе биде бесплатна, а понатаму се очекуваат символични трошоци со воведување на нови функции. Министерот Андоновски најави и нов закон за сајбер безбедност кој ќе ја зголеми заштитата од хакерски напади. Законот предвидува формирање на Национален координативен совет, сектор за сајбер безбедност при Министерството за дигитална трансформација и владин центар за одговор на инциденти. Владата преку оперативниот план за вработување на 2025 година нуди можност за стекнување практични вештини за 1352 млади до 29 години, со услов лицата да имаат завршено минимум средно образование. Ова е шанса младите да добијат искуство и да станат поконкурентни на пазарот на труд, а истовремено стопанството да добие соодветен кадар. Во планот е вклучен и младинскиот додаток за 3500 млади до 23 години, во износ од 3000 денари месечно, кои ќе се вработат во производствени дејности. Целта е зајакнување на капацитетите на стопанството и поттикнување на младите да најдат работа во овој сектор. Владата посочува дека ова е историски најдобар оперативен план вреден 40 милиони евра, кој ќе опфати над 16.000 граѓани, вклучувајќи млади, невработени и лица од социјално ранливи категории. Со добро платени и креирани работни места, се очекува подобрување на животниот стандард за сите. Со оваа мерка, владата потврдува дека Македонија може да се менува на подобро и продолжува да ги исполнува ветувањата кон граѓаните, обезбедувајќи економски раст и просперитет. Турскиот председател Реджеп Тајип Ердоган изрази желба да ги собере председателите на Русија и Украина, Владимир Путин и Володимир Зеленски, во Турција, со цел да се постигне мир во тековната војна. Тој нагласи дека Турција сака да стане главен центар за мирна дипломатија, истакнувајќи дека би било чест да биде домакин на таква средба. Ердоган додаде дека доколку се согласат, би сакал да биде присутен на средбата и да го претвори Истанбул во центар на мирот. Турција игра клучна улога во посредувањето меѓу Украина и Русија, организирајќи преговори во Истанбул, каде беа постигнати договори за размена на воени заробеници и враќање на телата на загинатите. Иако не беа постигнати конечни договори, овие хуманитарни мерки се значаен чекор кон намалување на тензиите. Председателот на САД, Доналд Трамп, го поздрави резултатот од преговорите и изрази надеж за понатамошен напредок. Русија предложи прогласување примирие на одредени делови од фронтот за собирање на телата на загинатите, но украинскиот председател Зеленски одби, инсистирајќи на безусловно примирие од најмалку 30 дена. Иако не беа постигнати конечни договори, средбата во Истанбул ја потврди принципиелната политика за завршување на војната со праведен мир. Турција продолжува да игра активна улога во дипломатските напори за постигнување на мир во регионот. Бил Гейтс, еден од најбогатите луѓе на светот, објави дека ќе го донира поголемиот дел од своето богатство за добротворни цели. Тој истакна дека е посветен на поддршка на здравствени и образовни проекти кои можат да донесат значајни промени во животите на луѓето ширум светот. Гейтс нагласи дека неговата фондација ќе продолжи да инвестира во иновативни решенија за борба против болести и унапредување на образованието. Со оваа одлука, тој сака да ги мотивира и другите богаташи да ги искористат своите ресурси за општествено добро. Оваа најнова иницијатива е дел од долгорочната филантропска мисија на Гейтс и ја потврдува неговата желба за создавање на подржлив и праведен свет. Планираното донирање ќе има значително влијание врз глобалните напори за подобрување на здравјето и образованието.
Вистина е дека, колку и да се зборува за убавината на цвеќињата, па дури и за розите, јоргоованот има цветови кои се навистина преубави и ароматични. Вистина е дека неговиот силен и сладок мирис може да се почувствува на голема оддалеченост, што го прави едно од најпрепознатливите пролетни растенија. Вистина е дека јоргоованот цвета многу кратко, само неколку недели во пролет, обично до 6 недели. Најдолготрајно цветање и најубав мирис се постигнуваат кога пупките почнуваат да се отвораат, а времето е суво и малку поладно. Тие создаваат пријатна сенка благодарение на нивната густа грмушка, но вистина е дека мора да се чека 50 или повеќе недели за да се ужива повторно во нивниот цветен спектакл. Вистина е дека јоргоованот има длабока историја во САД, која датира од средината на 18 век. Бил дел од првите ботанички градини и бил многу популарен во Нова Англија. Џорџ Вашингтон и Томас Џеферсон го одгледувале во своите дворови. Вистина е дека јоргоованот, како грмушка, може да живее со векови. Вистина е дека јоргоованот потекнува од Европа и Азија, поточно од Балканот, Франција и Турција. Но, кога се поставува прашањето каде е светската престолнина на јоргоованот, вистина е дека тоа е Рочестер, Њу Јорк, уште од 1892 година. Кога хортикултурецот Џон Данбар засадил 20 сорти на јоргован во Хајленд парк, љубовта кон ова растение таму не згаснува. Вистина е дека Хајленд парк секоја година е домаќин на фестивал посветен на јоргованот, кој трае 2 недели и привлекува повеќе од половина милион посетители. Паркот се гордее со над 500 видови јоргован и над 1200 грмушки, распослани на 155 хектари. Вистина е дека и многу домови и паркови во областа Рочестер имаат засадено јоргован, а неговиот мирис се шири по патеките и постојано ги исполнува домовите на жителите. Вистина е дека јоргованот не е само украс, во некои култури се поврзува со љубовта, пролетта и новите почетоци. Неговиот мирис често се користи во парфеми и ароматични масла, бидејќи има смирувачко и носталгично дејство. Вистина е дека за градинарите, одгледувањето јоргован не бара премногу напор, но бара трпение. Се сади на сончево место со добро дренирано земјиште, а потребни се неколку години за да започне обилно да цвета. Вистина е дека јоргованот има и символично значење. Во различни култури, белите јорговани означуваат невиност и младост, виолетовите прва љубов, а сините – длабока духовна врска. Тоа го прави популарен избор не само за градини, туку и за букети и пригодни настани. Градот Бреда во Холандија стана првиот национален парк град во Европската унија, откако во мај 2025 година доби официјална потврда од National Park City Foundation. Со ова, Бреда се приклучи на глобалната мрежа што веќе ги вклучува Лондон, Аделајда и Чатануга, со цел да се создадат подржливи, позелени и поздрави урбани средини. Оваа титула е резултат на долгорочна стратегија за интеграција на природата во урбаното ткиво. Бреда има за цел да стане еден од најбогатите со природа градови во Европа до 2030 година, со 60% од својата површина веќе покриена со зелени површини, вклучувајќи паркови, шуми, канали и мали диви зони. Градот инвестираше во обновување на реките, создавање на минишуми во училишта и поттикнување на граѓански иницијативи за озеленување. Концептот Национален парк град подразбира вклучување на природни елементи во урбаниот пејзаж, создавајќи хармонија помеѓу природата и урбаниот живот. Тоа вклучува зголемување на зелените површини преку садење дрвја, зелени покриви и вертикални градини, зачувување на биодиверзитетот преку создавање живеалишта за локалните растенија и животни, и одржливо управување со водите преку природни решенија за задржување на дождовницата и намалување на ризикот од поплави. Со оваа иницијатива, Бреда поставува нови стандарди за урбана одржливост и служи како инспирација за други градови во Европа и светот. Интеграцијата на природата во градската средина не само што го подобрува квалитетот на животот на жителите, туку и ја зголемува отпорноста на градот на климатските промени и поттикнува еколошки туризам и зелени работни места. Дигитални лични документи во мобилните телефони. Долгорочни резултати со оперативниот план за вработување 2025. Ердоган сака средба на Путин и Зеленски. Гейтс објави кому ќе го даде поголемиот дел од своето богатство. Јоргоованот е најмирисното пролетно цвеќе. Првиот град национален парк во Европа.